8 дена притвор заработи анестезиологот од Тетовската болница. Обвинителството поведе истрага против докторот кој од оделението за гинекологија во живо пренесувал болнички прегледи и активности на TikTok. Тој е осомничен за 2 кривични дела. Основното јавно обвинителство Тетово поведе постапка против едно лице за кривични дела, несовесно работење во службата од член 353, како и неовластено снимање според член 152 од Кривичниот законник. Осомничениот како службено лице анестезиолог вработен во јавно здравствена установа клиничка болница во Тетово неовластено направил снимка од пациенти и вработени и ја објавил во живо на социјална мрежа, со што постапил очигледно несовесно во вршењето на своите овластувања и должности и потешко ги повредил нивните права. Видеото е отстрането од социјалната мрежа. TikTok не ги зачувува видеата во живо, па сега единствен доказ е преснименото видео кое дополнително беше објавено на социјалните мрежи. Анестезиологот освен притвор доби отказ од работа, а ќе му биде одземена и лекарската лиценца. Од лекарската комора најостро го осудуваат инцидентот и велат дека итно ќе го испитаат случајот и ќе бидат превземени мерки. Според извори на Алфа, деталите ќе бидат соопштени во вторник. Македонското здравство никако да крене глава од хаосот, кој наместо да се средува и натаму само ги билда скандалите. Имаше и други слични ситуации, каде медицински персонал несовесно ја врши работата. Од случаите што се паметат е оној во болницата во Кавадарци, каде директорот ги собрал лекарите на гозба, додека пациентите чекаат за преглед. Во Гевгелиската болница пак додека пациент под дејство на анестезија и со отворен стомак лежи на хирушки стол, целата медицинска екипа прави селфи. Според Законот за заштита на правата на пациентите, почитување на приватноста е едно од главните начала на хуманост, а здравствената установа е должна да му овозможи на пациентот услови што обезбедуваат приватност при прегледот, однос на лекувањето, а особено при укажување на личната нега.